Здраво, ова е 301-то издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е The Promised Land од Николај Арсел, во кој станува збор за Лудвиг фон Кахлен, кој го глуми Мац Микелсен, војник кој во 1755 година има животен сон да ја култивира пустелијата во Јутланд и под покровителство на кралот да дојде до чест и богатство, како и благородничка титула. Штом стапне во реонот, ќе стекне непријател во Фредерик де Шинкел, кој е единствениот владетел во тоа пространство, кој деспотува со имотот, не барем му припаѓа нему, а не на кралот. Анимозитетот ескалира, штом закрила во имотот на Лудвиг наоѓа послугата на Фредерик, односно Ана и Јоханес, која бега од својот господар, пламнувајќи го реваншизмот помеѓу нив. Лудвиг не подклекнува, напротив, убеден е да се бори против неправдата, започнувајќи пресметка со земјопоседникот, во која влог ќе биде семејството кое ќе го образува со избеганата робинка и девојчето Татарк. Не сум голем љубител на историски мелодрами, посебно ги избегнувам тие кои се држат до формулата за подемот и падот на некои владетели или прикажуваат аристократи со перики кои патат од досада, кои ја имали историјата на нивната страна за да ја напишат собствената сага во историските книги, односно филмови кои забораваат дека се работени во филмскиот медиум и со филмски јазик и прераснуваат во сувопарни историски лекции за ирелевантни хегемони. Ги преферирам историските филмови кои се во корелација со денешницата, односно говорат за иднината, а не за минатото, тоест разработуваат горлива проблематика со која се соочуваме во денешно доба, но низ временската дистанца од минатото и нормативите кои тоа ги заговара. Еден од нив е и The Promised Land. Ветената земја, која кралот му ја ветува на Лудвиг со надеж дека ќе доживее пораз во неговите намери, затоа што е дива и нескротлива, представува подценување на неговата работоспособност и пред се визија која ја има за земјиштето, која знае дека може да биде плодно за идни колонии доколку се извојува победа со него и се обработи. Дури да го занемариме фрустрирачкиот човечки фактор на љубоморниот земјопоседник кој ги пушта нозете повеќе од чергата и глуми крал во селото, сепак на Лудвиг му престои проблематичноста на елементите кои го спречуваат во обработувањето на земјиштето, посебно во студените зими и сушните лета. Нив ги заобиколува со помошта на населението кое е протерано од поседот, само поради нивниот изглед и припадност, што е болна точка на номадството денес, на кое е осудено домородното или доселеничкото население. Неукоста оди до крајни инстанции во кои што Лудвиг е уценет да бира дали ќе ги добие колониите, по цена да го избрка малото девојче кое ништо не им сгрешило, но суеверието не им дозволува да бидат во нејзино присуство, без неосновано да ја осудат, предрасуди кои и 2 века подоцна се присутни кај малоумните стада на празноглави жители. Во дадена инстанца, со сведочењето на агонијата и страјноста на Лудвиг, неминовно е да се развие поврзаност на гледачот и препознавањето на визионерството на рамниште на индивидуата, која со помош на трезвено и прогресивно размислување со технологијата на своја страна се протиставува против застарените кривогледи на властопоседниците кои живеат во минатиот век. Микелсен одлично го долува стоицистот, кој не подклекнува на неправдата, но низ корпусот на измачување во борбата за скротување на ентропијата на природата и занесеноста по титулата, заборава дека симулакрумот на семејството не може да биде секундарно во потрагата по успехот, со оглед на тоа што кога ќе го добие приматот, нема со кого да го сподели, штом сопругата заврши зад решетки и ќерката во милост и немилост на манастирот и треба да направи ревизија на императивот и пред се зачекори надвор од неговиот солипсизам. Данците, за разлика од Холивуд, умеат да му помогнат на Микелсен богати и слоевити протагонисти, како што беше случајот со Another Round и The Hunt, за разлика од Холивуд, каде поради неговиот крут изглед е стигматизиран да глуми ликови како неговиот антагонист тука, Фредерик, што уште еднаш потврдува дека предрасудите се актуелни и во денешницата. Го напоменувам условно кажаното семејство затоа што без разлика на тоа што нема папирологија за нивното место во неговиот живот, таа е безпотребна бидејќи тие ги заземаат преодредените типизирани улоги на сопруга и ќерка и начелно маката ги изближува во борбата со неапологетската природа. Ана Барбара, која ја глуми Аманда Колин, веќе има загубено еден сопруг во суровата тортура и зверства кои ги применува надмениот Фредерик, па колку и да се пролонгира одмаздата, таа е неизбежна, започнувајќи нова причинско-последична врска.
додека пак во случајот на пргавата ќерка, самиот Лудвиг согледува дека ја има моќта да ја запечати нејзината судбина, настроен кон слепиот стремеж по нејзина цена. Осудата врз основа на нејзиното потекло до денес се практика кај попримитивните населенија, каде непознатото, страното, се оквалификува како зло, се препишуваат клетви на секој новодојденец и важната функција на филмот е да ги прикаже последиците на тоа празноверие, кое е индикативно за самото дело. Понекогаш и 100 колонии на непознати не може да заменат една сакана личност. Ликот на братушејата на Фридрих, Едел, не знам колку е разработен, кој си ја врши својата функција да биде несреќен лик, која потврдува инцестуозната благородничка теорија. Јасно ни е, сите жени го сакаат Микелсен и така и треба да биде. Оригиналниот дански наслов гласи Бастарден, односно The Bastard, повеќе значна назнака која може да се однесува на самиот Лудвиг, од кого се откажува татковината, како и сите останати ликови кои немаат родител да ги згрижи. Филмот е адаптација на книгата The Captain and Anna Barbara. Несомнено дека може да се повлечат паралели помеѓу погледнатиот мизерипорн на трошниот живот во ремек делото на Бела Тар, односно Туринскиот конј, каде компирите имаат круцијална улога и во двата филма, кои во данскиот се третирани како злато. Полињата кои го наликуваат на култните Теренс Маликови филмови, како Days of Heaven, например, вклучувајќи го и неговото последно дело, кое е во контекст на ставањето на тест на централниот лик и не е толку далечно од данскиот филм. Паралела може да се направи и помеѓу ревизионерскиот вестерн и јутландовите мохиканци. Европски епски вестерн е опрашање не само на визуелен план со широките планови во пустелијата, туку и со концептот на аутсайдерот кој доаѓа во дивата Данска да го предизвика талогот на земјата, кој е виновен за трулежот и плевелот кој паразитира во пространството. Долгогодишниот соработник на Николај, директор на фотографија Расмус Видебек, со неговата Алекса 35 ги има извадено сите потребни безнадежни десатурирани нијанси на колоритот на пустелијата, како и прекрасни широки планови во дивината, но и впечатливо осветлени ноќни сцени. Несовладливоста на природата токму е изразено преку придушените бои, што го рефлектира очајот на самите ликови кои губат во пресметката со неа. Композиторот на Beast of the Southern Wild, Beast of No Nation, Лука, Dear Evan Hansen Station 11, Ден Ромер е ангажиран за потребите на создавање на музички скор на филмот, односно оркестрација која треба да додаде на волуменозност на епската пропорција на филмот и да ги подигне на повисоко рамниште колоквијалностите на кои сведочиме, посебно во молчеливите патила на Лудвиг. Монтажерот на Јоаким Триер, односно Оливер Буге Коуте, е задолжен за хронолошкото сосредоточување на агонијата на Лудвиг, со потребни скокови во времето за да се опфати промената во природата, кои измачувањето како ги впишува годовите на кожата на ликовите, така и при тоа не само што не го губи вниманието на гледачот, со самото тоа што имаме централен стоицистички лик, до крајот на филмот сме поистоветени како гледачи со Лудвиг и на свој грб ја чувствуваме тежината од неговите одлуки што се должи на вештото раководење со темпото на двочасовниот филм кој поминува за час. Неспорно е дека данскиот режисер Николај Арсел има солидни остварувања во неговата кариера, но сметав дека ниту едно од нив не е комплетно како неговиот последен филм за да биде дел од селекцијата на видеологија. Денес е составен дел од Зентропа, но својата долгометражна кариера ја започнува со King's Game од 2004 година и уште во него може да се забележат политичките интриги кои го интересираат Николај, за тоа како се станува дански премиер со Нишан на челото, филм кој освои огромен број на Роберти, односно наградата на Данската филмска асоциација, здобивајќи го вниманието на домашната публика. Од 2007 година ги истражи фантастичните елементи во Island of Lost Souls, во кој некромансер запоседнува тело на мало дете и започнува авантурата за спасување на неговата душа во овој детски филм. За во 2010 година да го сними Truth About Men, метафилм за сценарист насред екзистенцијална криза, но овие филмови не го прославија неговото име пошироко од Данска. Славата дојде со првиот негов филм кој го забележав на селекциите на домашните филмски фестивали, кога од 2012 беше прикажан A Royal Affair, периодичната мелодрама со Микелсен и Викандер за кралицата која се заљубува во нејзиниот доктор и започнува револуција во државата, добитник на Сребрена мечка на Берлинале за сценарио и актер, првиот негов филм кој имаше огромен број на селекции на фестивалите широм светот и номинации за престижни награди, вклучувајќи и првата номинација за Оскар за неанглиско говорно подрачје.
Штом Холивуд дозна дека Николај умее да снима, тоа значеше дека му ги понудија сите сценарија кои никој не сакаше да ги сними, конкретно во тој период, и се нафати да ја режира упростената блокбастерска верзија на томот на Стивен Кинг The Dark Tower од 2017 година со Елба и Меконахи и борбата за владење со световите во кои човекот во црно ги искористува можностите на кошмарите за да го присуили отварањето на портите од пеколот. Јас сум најголемиот поборник за 90-минутни филмови, ама не може да се симплифицира и зипува овој фентези вестерн серијал без да загуби од својата суштина, но затоа Николај го сними неговиот европски вестерн по негов терк. Со Андерс Томас Јенсен веќе работат на нивниот нареден филм The Monster of Florence, во кој ќе се прави реконструкција на 8 двојни убиства, за кои се смета дека ги извршила една личност во 70-тите и 80-тите години на минатиот век со Бандерас во главната улога, уште еден периодичен филм, но од не баш толку далечното минато. Негово е сценариото на Girl with the Dragon Tattoo, идејата за Riders of Justice и Endboy. Филмот бара да земете здив и да се препуштите на борбата на Лудвиг, но непореклива е неговата формулаична симплифицираност во судирот на стоицистот со разгалениот антагонист, кој упорно става де пред неговото име за да звучи попрестижен, богаташ со досаден живот кој едва чека да создаде непријател за да демонстрира моќ која ја нема. Плиток лик, но надополнува со неговите садистички тенденции. Филмот имаше својата премиера на Венецискиот филмски фестивал, каде доби специјално напоменување за наградата од Екуменската црква, а потоа играше во Телјурайд, Тиф, Калгари, Ванкувер, Чикаго, EFI, Гетеборг, Палм Спрингс, каде беше награден со наградата од Фипресци за најдобар актер, но најмногу беше испочитуван на доделувањето на Европскиот Оскар, каде освои 3 награди за костимографија, фотографија и актер. Филмскиот живот го продолжи станувајќи представник на Данска за интернационален Оскар, доаѓајќи до декемвриската кратка листа, меѓутоа за жал за него и за американци Goldland, The Taste of Things, Fallen Leaves, Totem, 20 Days in Mariupol, Four Daughters беа составен дел од 10 филма за кои немаше номинација во силната конкуренција. Зентропа го продуцира, а Магнолија го дистрибуира во киносалите самиот филм. Периодичен филм за борбата на решителната индивидуа против самобендисаниот земјопоседник, чија алчност и љубомора го мотивираат да шири зло наоколу и да биде дополнителна препрека на патот до станувањето на чесен и доблесен војник, кој согледува дека благородната титула кон која се стреми треба да ја осликува доблеста која не треба да ја плати со занемареното семејство кое издржува покрај него во суровите услови за преживување. Сепак, надежта предпоследна умира. Ако морам да го евалуирам, тогаш The Promised Land од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 301-то издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последните и познатите рецензии на виртуалната полица. И благодарам за вниманието. Поздрав!